civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Се наоѓаме пред општина Чашка и тргнати сме денеска во селата Горно и Долно Јаболчиште, од каде што имаме информации дека дел од учениците ја бойкотираат наставата. Денеска сакаме да се сретнеме со директорот на училиштето, евентуално со некој од родителите, па ако стигнеме и со градоначалникот на општина Чашка. عليك يا سيدنا Дојдовме тука да видиме што е проблемот со училиштето, односно срушеното училиште како што се гледа тука во село Долно Јаболчиште, општина Чашка. Видовме пред малку дека учениците влегуваат на настава во во верскиот објект, односно во џамијата. Дали е тоа посебна просторија, да ни објасните нешто и околу срушениот објект на училиштето, зошто е се уште срушен и зошто децата учат во објект, во верскиот објект. Значи вака, ние од и пред 20 дена сме давале една изјава во некои од медиумите и сме загрижени за ова, бидејќи сегашниот градоначалник, актуалниот и бившиот исто, значи истиот е, значи рекол и се договорил со граѓаните дека ќе го сруши овој објект, школото што постоело, и тоа на 10 август. Значи до 20 негде, рекол, до 20 септември ќе биде готово. Али се уште немаме ништо, никакви знаци за тоа дали ќе се работи или што се прави. Прво, второ, значи децата тука се негде 113 ученици што учат во ова школа. Во Долно Јаболчиште? Во Долно Јаболчиште. Значи немат алтернативни објекти и има наоѓено еден верски објект и една приватна гаража. Значи во такви услови не можат децата да учат, од кога се зема предвид дека се 113 деца. И моментално учат во 3 смени. Ги скратиле часовите и во 3 смени. И во време на пандемија, значи, немаме никаков одговорност, никој не зема. Значи, ни директорот, ни градоначалникот од школото, како понатаму ќе може да си најдат некоја друга алтернатива за овие деца. Но, што е најголемо проблемот? Значи, овој објект, школата, не може, како што е ветено, не може за еден месец да се гради толков објект, а дали овие деца ќе бидат уште 2 години во вакви објекти што ги имат наоѓено 2 алтернативни објекти. Значи, ние бараме дали градоначалникот или директорот или Министерството за образование, кои се заангажирани, кои се ангажирани за ова, што побрзо да се најде решение за овие деца. Иначе, значи, мора ние да бойкотираме, бидејќи се наоѓаме во едно високо место и понатаму ќе биде студено, ќе биде тоа. Објектите, не знам дали сте ги снимали или не, објектите се катастрофа натре. Значи, каде може тие деца да учат? Сега нема грејење во објектите и сега е ладно. Да, и сега е ладно, значи јас не гледам ни грејење тука, да сигурно имат нешто, се гледа што имат донесено, али не можат во време на пандемија тие деца, значи само во една ученица има 33 ученици во еден клас. И кој растание тие имат да држат таму? Значи нема никакви услови, како е можно тоа? Дали се опфатени сите од прво оделение, сите паралелки од прво оделение до 8? Да, од прво до 5 тука, а другите значи одат во Горно Јаболчиште, бидејќи ова е подрачно училиште. Како патуваат до Горно Јаболчиште? Значи до Горно Јаболчиште патуваат со едно комбе што е давено од општината. Организирано. Да, организирано, али и тука има еден проблем, бидејќи ги носат со две или 3 пати, значи 3 тури. 3 пати се враќа и првите деца кои одат, значи со првото комбе, одат до таму и чекат, значи надвор 30 минути, доколку да се носи и другото.
Јас сум, како што кажавте, родител на 3 деца во основното училиште Лирија. Сакам да го изразам незадоволството на родителите. Значи, во ова училиште веќе се бойкотира или да кажеме има петиција. Децата не го посетуваат наставата, веќе трета недела е, последниот ден од третата недела, или со датум од 1.11. заради тоа што сакаме да се смени директорот. И се додека не се разрешува директорот, имаме донесена одлука сите родители да не се посетува наставата. Зошто сакате да се смени директорот? Па сакаме да се смени директорот затоа што со доаѓањето на овој директор одма ни се појавуваат проблемите. Истиот директор беше пред 10 години директор и со истиот овој начин се разреши како директор, него заврши мандатот, така да исто така по 10 години по неговото доаѓање истото нешто ни се случува. Ако ме прашате зошто, затоа што има многу немање на услови. Во ова училиште го посетуваат наставата над 700 ученици. Замислете, во ова време, во овој век немаат вода за пиење, носаат од дома децата вода, а живееме во планинско место, во рурално место со надморска висина над 1000 метра. Вода имаме колку што сакаме, цел Велес и се го имаат водата од кај нас, а ние немаме вода тука. Друга работа, грејење нема, тука ладното почнува многу порано од по ниските места на територијава на државата. Има и многу причини, така да одлучени сме и директорот повеќе ангажиран со политиката него со проблемите на децата на училиштето. Петицијата што ја подпишавте, да ни кажете прво колку подписи има и до каде е доставена и дали имате реакција? Имаме тука подписите, ни се веќе собрани подписите од родители со име, со презиме, со матични броеви, со сите имаме околу 200 подписи. Значи Каде е доставена? Ова е доставено на 3 институции, во оснивачот или да кажеме во општината, во инспекторатот на образование и во Министерството за образование, но одговор од ова се уште немаме, чекаме да ни одговараат најпрвин од општината, затоа што со законот компетентни се општините за образованието, за основните и средните училишта. До кога мислите децата да ги задржувате дома, бидејќи тоа не оди во прилоги на децата, секако, иако нема услови во училиштето, како што велите, ние ќе провериме? Значи, одговорот мој е и на сите родители, не зборувам ја во моje лично име, зборувам во име на овие 200 родители, кои што од овие родители ретко некој може да има еден ученик. Еве јас за мене имам 3, има и 4 и 5 деца што има едниот родител. Рачунете на овие 200 подписи. Ако сметаме по 3 ученици, тоа ти се 600 што не го посетуваат наставата. И одлуката на овие подписи или на овие родители е се додека не се смени директора да не го посетуваат наставата. Се додека не, меѓутоа, од врвните или одговорните институции се уште немаме добиено ни на писмена форма, ни на усмена форма, никаков одговор. Само еднаш видов по Сител телевизија, одговорот на градоначалникот ми беше смешен, затоа што одговори дека од вториот круг што едниот кандидат ги изгубил изборите, а тој ги доби изборите и затоа било овој бојкот, што не е точно. Овој бојкот се планираше многу од подамна да се случи. Ги кажав причините од никаквите услови, но за да се уверите дали е така, одете посетете ја
училиштето Додорјане во Чашка со 200 ученици, ќе видите какви услови, не една сала, 2 сали имаат, ќе видите кои се условите таму и ваму, а споредбата со ученици таму се 200 ученици, ваму се 800 ученици и не сум против тие услови, но бараме и нашите деца да ги имаат исто условите како тие деца што ги имаат. Ништо повеќе од тоа, само се зборува че, тоа че немало крај, а ништо да се превземе. Дали има градинка во села? Нема ни градинка, нема ни спортска сала, нема вода за пиење, елементарни услови нема, не да има градинка или да има спортски сали. Ја би ве замолил да го посетите училиштето, дали ова што денеска го изјавувам ја, дали е вистина. Па да не зборувам во училиштето во Долно Јаболчиште, не знам дали бевте и дали го посетивте, таму воопшто нема училиште, а беше во документација во се од 1 септември да е функционално училиштето, они во 1 септември само го срушија училиштето и моментално децата учаат во еден верски објект и во една приватна куќа. Не знам тоа со закон дали е дозволено и ги молам компетентните органи тоа да го разгледат и да видат дали имаат барем некој документ од верската заедница, дали некој документ имаат дека им дозволиле да учаат таму децата во такви никакви услови, да кажам. Да ве известам вам и јавноста дека зашто настанало ова. Ова настанал од 1.9 почнавме нормално по наставниот план и програма, мислам по сите тие прописи. Немавме никакви проблеми, немавме ни до 31.10 кога беше вториот круг на изборите и причините се политички. Заради тоа што во општина Чашка победи градоначалник од Социјалдемократскиот сојуз и така. Иретирани, фрустрирани во улога на родители, наместо да ги надминуваат тие работи и да знаат што е училиште, односно воспитно образовна работа, го политизираа тој дел и дел од родителите без никаква причина, ни професионална, ни за условите, така од политички причини терат инат, нивните деца не ги пуштат. А таа бројка, мислам, не е толку голема што повише актрират, односно не се во улога одговорно како родител да врз база на законите, односно да ги упатат нивните деца и се знае што директорот има овде. Нема никаква причина директорот да биде обвинет, освен да има пофалници и убави зборови. Дали имаат вода за пиење учениците во ова училиште тука? Да, и вода за пиење, и греење, и дрва, и мислам и на дрва, и чумбиња, и парно греење, и инвентар, хигиена, вода за пиење, дури може да влегувате по учениците. Имаме инвестирано и во новитетите за дигитално образование. Сите ученици имаат? Имаме 6 училници опремени со дигитални табли за прво и четврто оделение. Настава, мислам, современа дигитална настава со учениците. А вода во тоалетите дали има? Да. Тоалетите се чисти, вода има, дури имавме од страна на државниот просветен инспектор, отма на 5. Тие преку медиумите слушнале и дојдоа така вареден инспекцијски состанок, видоа, слуша и се убедија дека такво нешто нема. Само тоа е обид со политичка тенденција и причина само да го политизират и да ги релативизират сите добри работи направено за училиштето.
Нашата екипа само што се врати од селата Горно и Долно Јаболчиште, кои што спаѓаат под општина Чашка. Вие како градоначалник бевте спомнати таму дека општината Чашка ги дискриминира децата во селото, во двете села, бидејќи не имаат ни градинка таму. Во Чашка има училиште, модерно училиште, ново изградено училиште со многу помалку деца, отколку што живеат и учат во двете села горе. Што ќе кажете за тоа? Во изминативе 4 години се доизгради нов дел во училиштето во Горно Јаболчиште, каде што учат повеќе од 550 ученика. Општина Чашка за таа цел од Министерството за образование доби негде околу 200.000 евра. Се догради нов дел каде што веќе учениците во Горно Јаболчиште можат комотно да учат и да имаат нормални услови за образование. Инсталирани, еве денеска сум информиран дека е стигната нова опрема за тој комплетниот нов дел со смарт табли, со нови клупи, нови маси. Со еден збор, значи, направено е нешто што е веќе реално и што е навистина добро, каде што сите дечиња и во градските средини веќе ги имаат тие услови и во Горно Јаболчиште. Од проектот на UNDP добивме грант во висина од околу 2,5 милиони денари за информатички кабинети. Информатички кабинети во Горно Јаболчиште се инсталираат два со софистицирана модерна опрема, со компјутери, со исто смарт табли, со видеопрожектори, значи со еден збор се доби на тежина. Во изминативе 4 години го сменивме комплетно кровот во стариот во село Горно Јаболчиште и градиме ново училиште во селото Долно Јаболчиште, кој што треба да заврши до месец мај, каде што треба фирмата изведувач да ни го предаде на општината. Градиме училиште по сите модерни стандарди, кој што ќе биде 9-то летка, со еден збор да веќе децата од Долно Јаболчиште не одат по селото Горно Јаболчиште и да се растеретат тие 550 ученика, за да може да има соодветни, нормални веќе и нормални услови за функционирање на образовниот процес во овие две населени места. За таа цел од буџетот на општина Чашка се обезбедени 7 милиони денари, распишана тендерска постапка, во градба е првата фаза и колку што сум информиран, завршена е и втората фаза, тендерската постапка, во висина од 7,5 милиони денари, средства обезбедени од Министерството за образование. Од програмата на ТАФ започната да се гради училишна спортска сала во дворот на училиштето Лирија во Горно Јаболчиште, која што треба да заврши наредната година и веќе децата во Горно Јаболчиште ќе имаат и модерна сала, училишна сала за функционирање на воспитно-образовниот процес, посебно во делот на физкултурата. Контрадикторно е тоа што сите овие работи, на вистина граѓаните ги поздравуваа, но што се случи само ден после завршувањето на локалните избори? Наеднаш некои работи почнаа да не чинат. И тука се поставува прашањето сега, јас се надевам и мислам и посакувам да политиката нема замешано прсти во оваа работа, затоа што претходно беше се со громогласен аплауз поздравено, посебно изградбата на новото училиште во Долно Јаболчиште, каде што со родителите разговаравме, бидејќи врз темелите на старото училиште се гради ново училиште, разговаравме со родителите дали децата да одат во Горно Јаболчиште или пак да најдеме некои си мобилни или монтажни простории каде што би се одвивала наставата во близина во Долно Јаболчиште. Самите родители тоа го прифатија да бидат во простории кои што се околу училиштето и тоа си функционираше. Од 1 септември си почнаа дечињата, октомври помина, ноември дојде, веќе крајот на ноември, на само ден после изборите, наеднаш работите почнаа да не чинат, да не се добри. И ја мислам дека генерално тука има нешто X непознато. Кај е многу контрадикторно да се бара смена на директор, кој што има веќе мандат од 4 години, он е 6 месеци до 7
мислам дека 6 до 7 месеци е директор, со мандат од 4 години, значи има уште 3,5 години, да се бара смена на директор со изговор дека нечинат нема соодветни услови за образование. Што ако го смениме директорот? Дали наредниот ден се поставува прашањето дека ќе има соодветни услови? Не. Соодветни услови има за образование, за децата да функционираат. Директорот е последна работа што треба да се смени. Точно е дека има овдека подписи, ние како општина ќе ги препратиме и ќе разговараме и со Министерката за образование, ќе разговараме и со Државниот просветен инспекторат и да видиме што ќе бидат законските препораки или нападствија од нив. До тогаш, ние како општина, да, ги имаме комплетно ингеренциите во делот на образование, но за вакви случаи ќе мораме да се дополнително да се консултираме со Министерството за образование, тоа со кабинетот на министерката и со Државниот просветен инспекторат, кој што кажувам дека беше на терен и не најде ниту една забелешка. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.